Бранители, браќи и сестри, бранители, фамилии на семејствата на нашите паднати борци. Чест ми е во името на мојата партија ВМРО ДПМН да ви се обратам, инаку јас сум Стефан Трајановски, еден од бранителите кој 8 месеци даде свој допринос како резервиста во одбраната на нашата татковина. Од тука не би требало да се сомневате во моите, а и во искрените намери на нашата политичка партија да ви излеземе во пресред, во поддршката на сите ваши напори да си се изборите пред институциите во рамките на законот и уставот за вашите права. Затоа што вашите права вие ги плативте прескапо, а јас за тоа сум сведок. Додека вие постоите, иднината на оваа држава е загарантирана. Тоа го докажавте. Затоа и не се плашам од сите искушенија пред кои оваа татковина била, е и ќе биде, додека ги има моите бранители. Благодарам. Почитувани бранители, почитувани македонски херои, ве поздравувам во име на Радикална странка на Срби во Македонија и ви посакувам успешна работа на ваше собрание. Ве уверувам да ќе имате наша целосна поддршка во реализација, убеден се, ваши праведни цели и заложби. Во тоа име ве поздравувам и ви још еден пут посакувам успешна работа. Благодарам. Наред да го поздрави собранието е председателот на Независниот полициски синдикат. Добро вечер на сите. И на самиот почеток од мојот говор да кажам дека можеби и најголемиот виновник за ова денеска што се случува овдека со првото генерално собрание на Сдруженијето на бранители Куманова е буквално тој што во моментот зборува пред вас, од причина што 2007 премногу ме изиритира многу нешта во Република Македонија и идентично како ова што вечерва се случува во Куманова, по моја иницијатива беше направено во многу градови во Република Македонија, истото што го имате и вие, кумановци, Сдружение на бранители Куманова. Меѓутоа, поентата и сето она што беше на полето на нов закон на бранителите на Република Македонија доживеа кулминација минатата недела. Во моментот го поздравам генералот Стојанче, кој е присутен меѓу нас. Генерал, човек, учесник 2001 заедно со нас во борбените действија во Република Македонија, кој го имаше приматот да го подготви новиот закон, има целосна поддршка лично од мене, од поголем дел здруженија, да не кажам од сите, бидејќи во неколку наврати, во неколку делови од Република Македонија, идентично како вечерва се собираме работно. Сето она што беше на хартија беше презентирано од генерал Стојанче. Не би сакал да елаборирам тоа што он ќе го пренеси денеска. И као председател на Независниот полициски синдикат е премногу да кажам од она што до моментот го кажам. Со Господ напред, да живе Македонија! На крај го повикуваме и председателот на Светскиот македонски конгрес, господинот Тодор Петров. Добро вечер.
Почитувани браќа и сестри, во името на Светскиот македонски конгрес се поклонувам пред жртвите од војната во 2001 година, вашите соборци, се поклонувам пред вас како бранители на Македонија. Жалосно, но после 7 години со закон се уште не се уредени вашите права. Светскиот македонски конгрес во 2001 година беше со вас. Го формиравме првото здружение на ранетите и членовите на фамилиите на загинатите, Херои на Македонија. Го формиравме здружението на насилно протераното цивилно население од кризните региони. Бевме со вас на блокадите на Блац и Табановци. Голема благодарност до генералот Стојанче Ангелов и Сдружението на бранителите Достоинство за иницијативата за донесување на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства со предлог на закон. Верувам дека иницијативата утре ќе биде официализирана во Собранието на Македонија и ако за ослободувањето на актерите од Бродец се собраа 40.000 подписи, покажете гордост, единство и сила, соберете 140.000 подписи на територијата на цела Република Македонија за вашите права и вратете ја вербата во бранителите во одбраната на Македонија. Светскиот македонски конгрес и матицата на иселниците од Македонија се со вас, ќе ја поддржат иницијативата и ќе упатат повик за подпишување на истата од граѓаните. Бидете единствени и обединети, како што во 2001 година ја браневте Македонија и не срамете се поради предавствата на некои од говорените. На крај ве поканувам во среда на 19 пред владата на марш на молкот до Собранието за одбрана на името на Македонија и осуда на грчкиот геноцид врз македонците. Пред Собранието ќе запалиме свеќи како помен на жртвите од грчкиот геноцид врз македонскиот народ. Нека Господ ви даде здравие, живот и радост, да живее Македонија. Сега збор повторно има председателот на Сдруженијето Бранители 2001 Куманово, господин Фредерик Петрушевски Биглар. Благодарам на сите за изразената поддршка од името на сите бранители од Република Македонија. Македонија 2001 година. Разни орди на криминалци, терористи и странски платеници извршија агресија на територијата на Република Македонија со цел да му нанесат зло на овој народ. На повикот на Македонија, ние, бранителите, застанавме во првите борбени редови во одбрана на честа, достоинството и територијата на нашата татковина. Многумина од нашите редови ги дадоа своите животи за Македонија. Многумина остана инвалиди. Многу мајки, татковци, сопруги, браќа и сестри носат црнина. Многу деца плачат или не се сеќават на нивните родители. Огромен број од бранителите и до денешен ден не можат мирно да спијат од траумите преживени од војното поле. И после сето ова, институциите на државата заборавија кои бевме и кои сме. Останавме препуштени самите на себе да се справуваме со секојдневните проблеми, невработеност, сиромаштија и најтешкото од се, понижување. Секој бранител кој се обидел да оствари некое право, наидувал на одбивање, неразбирање и законски пречки, на зид од бирократија и политички игри. И оние кои успеа да добијат некоја понижувачка оштета по пресуда на Врховниот суд, треба да ги вратат тие пари од присила на судски извршители, но дупло по основа на некои затезни камати. Дали е тоа правда? Дали е праведно да од данокот што го плаќаат семејствата на паднатите бранители добијат пензија оние кои ги убија нивните чеда? Дали зборот правда звучи истрошено? Не. Со цел да ги оствариме своите права, на ден 8 октомври 2007 година е формирано Сдруженијето на бранители 2001 Куманово. Нашето здружение, преку разновидни активности, успеа да се промовира во кумановската јавност и пошироко. Имавме поголем број на активности, сега накратко ќе споменам некои од нив.
Една од најдрагите активности ни е хуманитарната помош што успеавме да делиме на семејството на Даниела и Јордан Иванови од Скопје. Ге молам да станат тие се тука меѓу нас. Читајќи еден новински текст во дневен вестник Време, прочитавме за нивната тешка животна положба. Живее во изгорен магазин со 7 деца и баба. Трогнати од тој напис, нашето здружение за 2 часа успе да собере голема, мислам, недоволна, али сепак голема хуманитарна помош во храна, санитетски, хигиенски материјали и облека. Им ги доставивме и со тоа им го направивме најсреќниот Божич во нивниот живот. Таа наша акција истовремено се сопадна и со акцијата на владата на Република Македонија, кој им додели стан на користење. За другите кои ветиле, а ништо не им исполниле, ги повикувам тоа да го сторат, затоа што Сдруженијето Бранители секој стои за ова семејство. Една од активностите на кои сме посебни горди е крводарителската акција на 40 дена од погибието на македонецот Тоше Проевски. Во соработка со Сдруженијето Коледари чувани од традицијата, каде што успешно соработувавме и дадовме крв. Поздрав до Сдруженијето Коледари. Понатаму, подршка на Фросина Стојчевска, сопруга на починат бранител, во борбата за остварување на низите права. Таа борба е тешка, но полека ги отвораме вратите и се надевам до сесведна подршка од сите вас, дека ќе успееме да ги оствариме низините права, пошто е самохрана мајка на 2 малолетни деца. Присуство на 7 годишнината од загинувањето на Дејан Јакимовски Шатко од Куманово, Кирчо Димитров од Штип и Теодор Стојановски од Драчево. Загина на 4 март 2001 година од поставена мина во околината на Танушици. Први жртви во војната 2001 и 2002 година. Поздрав до семејството на паднатите бранители. Одржување контакти, срети и работи со станоци со сите здруженија на припадниците на безбедните сили на Република Македонија. Активна соработка со Сдруженијето Достоинство при изработка на предлог закон за посебни права на припадниците на безбедните сили и нивните семејства. Подршка и соработка од Сдруженијето Македонски мајки од Сиднеј, Австралија. Соработка со сите медии во Република Македонија. А посебно би истакнал соработка со ТВ Нова Куманово, кој е генерален медиумски покровител на Сдруженијето Бранител 2001 од Куманово. Поздрав до телевизија Нова. И главно што е постигнато и што е наша основна цел е дружење и меѓусобно помагање на бранителите, кој е сега на многу повисоко ниво. Сега ги молам сите бранители да станат и со аплауз, да ја поздравиме Звездан Арстовска Заза. Молам сите бранители од Куманово да станат со еден голем аплауз да ја поздравиме.